Почитувани, инвестициониот циклус во Македонија продолжува. Покрај компаниите кои веќе работат и создаваат нова вредност, во периодот што следи ќе се реализираат нови значајни инвестиции. А паралелно, владата води преговори со нови компании кои имаат интерес да инвестираат во нашата земја. Целта е да привлечеме инвестиции кои носат ново производство, современи технологии, добро платени работни места и поголем извоз, а истовремено да ја диверзифицираме економијата и да не зависиме само од една индустрија. Една од значајните нови инвестиции е инвестицијата на Джава Automotive во Тирс Тетово. Станува збор за мултинационална компанија со повеќе од 4 децении искуство во автомобилската индустрија, производител на безбедносни системи и контролни кабли и механизми за водечките светски производители. Во периодот од 2026 до 2030 година, компанијата планира да инвестира околу 20 до 21 милион евра, а според бизнис планот се очекува отварање на 400 до 500 нови работни места. Планот предвидува и извоз кој би достигнал околу 45 милиони евра годишно. Во Тирс Скопје 1 започна изградбата на новата фабрика на Чагатај кабло. Инвестицијата е вредна околу 6 милиони евра, ќе опфати производствен објект од 10.000 квадратни метри и ќе овозможи до 200 нови работни места. Особено значајни се инвестициите во современи и високотехнолошки индустрии. Во Тирс Кичево започна изградбата на фабриката за електронски батерии за автомобили на белгиската компанија Avesta Battery and Energy Engineering, додека германската BMZ Group реализира инвестиција од 65 милиони евра во производство на литиум-ионски батерии, со планирани 700 нови работни места. Во оваа група се инвестицијата на Epsotech за развојно-истражувачки центар и инвестицијата на американскиот Webtec за производство на сопирачки за шински возила. Она што особено радува е што инвестицијскиот интерес се шири и надвор од автомобилската индустрија. Една турска и една германска компанија од областа на високите технологии потврдија дека ќе инвестираат во Македонија. Нивните вкупни инвестиции се очекува да достигнат околу 80 милиони евра, со околу 1000 нови работни места и заеднички извоз од над 200 милиони евра. Со 3 странски компании се завршени преговорите за инвестиции и отварање фабрики во Македонија. Станува збор за компании од автомобилската индустрија, високите технологии и фармацевската индустрија. Паралелно, владата преговара со уште околу 10 компании од различни сектори, меѓу кои високите технологии, автомобилската индустрија, енергетиката и други индустрии со висока додадена вредност. Целта е овие разговори да ги претвориме во конкретни инвестиции, нови производствени капацитети и нови работни места. Во телекомуникацијскиот сектор, компанијата 4G, која доби дозволата за трет мобилен оператор во Македонија, планира да инвестира повеќе од 100 милиони евра во развојот на новиот оператор, што ќе значи поголема конкуренција, нови услуги и дополнителни можности за граѓаните. Овие инвестиции се потврда дека Македонија станува поатрактивна дестинација за долгорочни, стратешки и технолошки напредни инвестиции. Владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе продолжи да ги поддржува домашните компании, но и да ги отвараме вратите за странските инвеститори кои сакаат да произведуваат и да создаваат во Македонија.